Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова неделно попладне, понеделничко издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење од 50 на минути, се со цел да ве информираме околу проблемите со вашето здравје. Се разбира, како и секоја емисија, и денес ќе обработиме интересна тема, ќе стане збор за проблемите со окото, поточно за катарактата или така речено старачко перде. За таа цел веќе со мене во студиото е одговорната докторка која што ќе ви каже многу информации на оваа тема, тоа е доктор Жанина Петрова Грајич, која што е специјалист офталмолог, ни доаѓа од приватната клиника за очни болести Визија. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Жанина и да го започнеме разговорот за денес, ќе слушнеме еден прилог, односно вие ќе слушнете некако како вовед во темата кога станува збор за катарактата, па предлагам од режија да го пуштате. Катаракта се нарекува поматнувањето на природната леќа на човекот. Леќата е расположена зад зеницата и нејзината функција е сврзана со фокусирањето на различни далечини и добивање на јасна слика. Поматнувањето на леќата води до растејување на светлината, замаглување на видот и постепено намалување на видот. Катарактата во најчест случај е промена на структурата на леќата од возраста. Со текот на времето стареат структурите на леќата, се променуваат, се променува составот на истата и таа ја губи прозрачноста. Во овој случај видот намалува постепено во времето. Ова е најчестиот вид на катаракта сврзан со возраста. Освен возраста, како фактор за појава на катаракта може да биде и вродена, конгенитална, како и да се појави врз основа на удар, травматична, поствоспаление на окото, компликата или поради присуство на друго основно заболување, патолошка. Како симптоми на катаракта може да се појават двојно гледање, замаглен вид, тешко или бледо распознавање на боите, посебно на сина боја, потешкоти со видот во вечерните часови или ноќно слепило, орел или оцјај околу светлите предмети, честа промена на контактните леќи или број на очила, губење на чувство за длабочина, умор на очите и главоболки. Типот на катаракта се определува според делот на леќата кој што е замаглен и според времето кога дошло до замаглување. Единственото лекување на катаракта е оперативно. Катарактата не се лекува со лекови. Единствена метода е хируршка интервенција. Единствената метода е да се отстрани потемнетата леќа и да се замени со имплант, интраокуларна леќа, која ќе ја врши нејзината функција и која останува за секогаш во окото. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. Еве сме повторно назад во студиото, како што кажа, веќе со мене во студиото е одговорната докторка за денешната тема, доктор Жанина Петрова Грајич, која што е специјалист офталмолог и ни доаѓа од приватната клиника за очни болести Визија. Доктор Жанина, добри дојде и драго ми е што еве конечно некако се договоривме да ми гостуваш, одамна не си не дружела во ваш термин. Па премногу зафатена веројатно, така да драго ми е што после подолго време сум гостин кај вас, така да ќе расчистиме некои дилеми околу денешнава тема. Така. Можам да кажам дека е една од најчестите реверзибилни причини за слепило во светот. Реверзибилни затоа што со добро направена операција видот се враќа 100%. Меѓутоа, затоа што е многу честа патологија, секојдневно, ни доаѓаат пациенти со ваква проблематика, мислам дека многу од пациенти веќе бидат задоволни со денешнава тема. Так, доктор Жанина, пред да започнеме да говориме за катаракта, секогаш ми е интересно, бидејќи многу пати сум прочитала дека очите се огледало нели на нас, ние преку него го гледаме нели и надворешниот свет и прецепираме преку нив, спознаваме, меѓутоа читав и дека преку очите може преку прегледот нели на очите
или преку оние симптоми кои што ги чувствуваме, може да се дознаат и многу работи за тоа дали ние имаме некој друго заболување. Точно ли е тоа? Точно е, заради тоа што преку прегледот на очното дно или на фундусот, ние прво ги гледаме крвните садови инвитро, односно тоа значи дека ја гледаме состојбата на крвните садови преку прегледот на очното дно. Многу болести даваат патолошки промени на самите крвни садови. Едни од почестите се шеќерната болест, како и покачениот крвен притисок. Така да со прегледот на очното дно ние дознаваме каква е општата состојба на организмот, на целото тело. Многу пати се случило кога кај вас ќе дојде некој пациент нели за преглед, а вие да дознаете дека има некој таков проблем? Се разбира, и тоа не е толку ретко. А тој не ни знаел воопшто. Тој не ни знаел, поготово кај диабетичарите, значи не му паднало на памет дека можеби се работи за покачен шеќер во крвта, правил анализи, не се чувствува добро. Доаѓа наочно меѓу едни од сите прегледи што систематски ги прави и преку очното дно веќе гледам и промени што веќе се карактеристични за некоја одмината фаза на диабет. Така да со прегледот на очното дно дознаваме многу за состојбата на организмот. Сега навлегуваме во некоја друга тема, ако спомнеме дека и состојбина на тумор или покачен интракранијален притисок ни даваат, ги распознаваме, односно ги диагностицираме преку прегледот на очното дно. Така да очниот преглед, вистина е тоа дека окото? Да, очниот преглед не е само преглед на состојбата на окото, туку и е преглед што ни укажува за состојбата на организмот. Затоа сакав ова да го кажеме некако како на почеток, за да знаат гледачите дека без разлика можеби и да не чувствуваат некој проблем со окото, чисто треба да појдат нели кај офталмолог да направат една контрола, еден преглед каква е состојбата на видот, дали е добра, дали е се во ред, бидејќи колку што знаеме нели очниот притисок може тука да се јави без да знаеме и да го чувствуваме да постои. Очниот преглед е често пати баран како дел од конзилијарните прегледи што многу доктори ги бараат пред да ја постават конечната диагноза. Баш заради ова што сега го спомнавме, преку прегледот на очното дно имаат информација всушност за конкретно насочување на некој начин во поглед на поставување на дефинитивната диагноза. Така да кога некој не се чувствува добро, општото здравје му е нарушено, обавезно еден од прегледите што се бараат е и прегледот на окото, односно на очното дно. Така. Добро, се надеваме дека ќе го послушаат овој совет и дека нели оние кои што не биле на ваков преглед ќе треба да посетат офталмолог за со цел нели да дознаат какво е општото здравје. Ајде да се префрлиме сега на тема катаракта. Кажавме тоа некако е болест која што е карактеристична за повозрастните, нели? Така наречена старачко перде, тука исто ќе ги повикам нашите гледачи доколку имаат некој прашање, некој ваков проблем, можат слободно да не се приклучат во разговорот. Што подразбира катарактата? Какво заболување на очите? Прво што подразбира катарактата, да објаснеме што е всушност леќата. Леќата ја има во предниот дел од окото, односно во така наречениот дел е од предниот сегмент на окото. Се наоѓа одма позади рожницата. Пред леќата и рожницата се наоѓа делот што се вика предна комора на окото, исполнет со очна водичка, а самата леќа лежи зад ирисот, односно шареницата, односно зеничниот трап е допрен за предната површина на леќата. Ова едноставно да на луѓето им стане појасно каде се наоѓа таа леќа, во кој дел од окото, за после да сватиме што значи катаракта, а после тоа и самиот оперативен третман на катарактата. Таа леќа, природна леќа, треба да биде прозирна. Заради тоа што за да имаме добар вид, треба да имаме прозирни очни средини, низ кои зракот кој доаѓа и влегува во окото треба да стигне во точката на јасен вид на ретината и само тогаш добиваме јасен и убав вид. Ако некоја од тие средини од окото е заматена, како конкретниот случај пердето или заматена леќа, веќе имаме замаглен вид. Самото заматување на леќата на некој начин е дегенеративен проблем,
односно заради тоа и се јавува во повозрасните години. Самата леќа нема ниту нерви, ниту крвни садови, туку е составена околу 65% од вода, 30% некаде од белковини, останатиот дел е од состав од микроелементи, витамини и така натака. Кога имаме зголемено количество на вода како резултат на некој патолошки процес што довел до ваква ситуација или поради дегенерација што се јавува со возраста, доаѓа до поголемо количество влегување на вода во самата леќа и на тој начин до заматување на леќата. Сега, заматувањето обично е процес што се јавува полека, почнувајќи од едно инципиентно, односно почетно заматување, кое понатака прогредира. Самите пациенти, само да споменам дека леќата, поради тоа што нема нервни завршетоци и крвни елементи, сите промени, односно болести, па и катарактата на самата леќа, не се поврзани со никаква болка. Значи, пациентот не чувствува никаква болка. Нема никакви симптоми, сакате да кажете. Така е. Тоа што може да го почувствува е замаглен вид. Меѓутоа и самиот замаглен вид во самиот почетен стадиум на леќата е неприметен за пациентот. Заради тоа, честопати пациентите кога доаѓаат на преглед, ниту знаат дека имаат почетна катаракта. Докторот е тој што обично прв ја приметува и му кажува на пациентот. Кога е почетно заматувањето на леќата, има сепак еден симптом по кој пациентот може некако да знае и пред да дојде до докторот дека нешто се случува, односно дека има некаков проблем. Односно, честопати пациентите кога доаѓаат викаат: "До сега сум носел постојано очила за блиску. Во последно време ги фрлив очилата за блиску, значи видот ми се подобрил." Не е вистина. Значи, не е во ред со годините да се фрлаат природно очилата за блиску. Така, според некоја логика би требало, нели, да се... Значи, проблемот е баш во почетно заматување на леќата, односно во појава на почетна катаракта. Так. Самата катаракта, кога се појавува во самиот почеток, доаѓа до бубрење на леќата, на тој начин се менува прекршувањето на светлосните зраци кои влегуваат во окото, заради што се менува и диоптриската моќ на окото и заради што окото оди во минус диоптрија. Значи, кога окото оди во минус диоптрија, окото станува кратковидо. Око кое до тогаш гледало супер надалеку, а имало само потреба од очила за блиску. Кога е окото кратковидо, пациентот почнува да гледа на блиску. Значи, станува кратковид и гледа на блиску. Тоа е еден од почетните симптоми на појава на катаракта. Сега, како прогредира тоа заматување, така веќе пациентот почнува да приметува дека има некоја матнина која му смета секојдневно. Посебно матнина која е поизразена кога, например, е сончево и е светло. Тогаш зеницата се стеснува и пациентот приметува дека послабо му се гледа. Кога е во темно, зеницата се шири и тогаш му е попријатно гледањето. Меѓутоа, како и да е, има тоа перде, таа катаракта, фази на зрење и се додека тие фази на зрење се подносливи за пациентот, односно пациентот може да функционира, нормално на некој начин да функционира, се дотогаш не е неопходно да биде направен оперативен захват. Меѓутоа, оној момент кога пациентот веќе чувствува дека не е во ред, дека не може нормално да функционира, тогаш треба да се пристапи кон оперативен третман. Се разбира, тоа не е фаза за веќе напредната фаза, заради тоа што со факометодата која беше спомната и во прилогот, пред да почнеме да разговараме, со факометодата не е ни пожелно да се оперира око кое е веќе во понапреднеден стадиум на созаријано перде. Така. Добро, кажавте све и многу убаво објаснивте околу оние симптоми кои што треба да се почувствуваат за да на некој начин се увиди дека има проблем со катарактата. Ме интересира, бидејќи кажавме преку очите дека може да се забележи дури и нели дијабетисот, а знаеме дека дијабетисот и како е голема причина за проблеми со видот. Колку дијабетот може да направи проблем, односно да предизвика катаракта, па еве да речеме бидејќи нели за повозрасните се смета дека е покарактеристична ова болест, да предизвика и катаракта кај помлади луѓе кои што имаат дијабетес. Дијабетот е метаболичка болест. Што всушност што се случува, што прави дијабетот
во окото за да предизвика проблем. Дијабетот е метаболички процес и со самото тоа поради нарушените метаболички процеси во самата дифузија на пренос на хранливи материи во леќата, значи доаѓа до едно пореметување заради што и на самиот почеток кажав дека како резултат на таквото пореметување во метаболизамот се зголемува количината на вода во самата леќа и протеините од кои представуваат еден дел од самиот природен состав на леќата бубрат. И со бубрање на тие протеини доаѓа до појава на заматување на леќата. Во овој момент сега збориме за катаракта предизвикана од секундарна причина, не предизвикана од старост, него предизвикана од болест хронична болест што има организамот. Дијабетот исто треба да се обрати внимание и на состојбата на крвните садови, затоа спомнавме исто дека треба да се контролира кај овој тип на болни редовно очното дно, баш од причина што дијабетот знае да направи големи оштетувања на крвните садови и да доведе до една иреверзибилна фаза на лекување, односно до фаза која е многу потешко да биде вратена назад, заради тоа што промената на зидот на крвните садови предизвикува појава на микрокрварење позади на ретината, што е многу потешко и поделикатно за третирање, заради која и пациентот прогресивно може да го губи видот, да не зборам за оној касен стадиум и стадиум кој не бил редовно контролиран и третиран кај пациенти кај кои може да дојде до фаза на слепило. Затоа еве и сите што имаат дијабет да не слушат во овој момент, треба да апелираме дека треба да бидат редовно контролирани од офталмолог, за да не дозволат во ова денешно време да дојдат до една понапредната фаза со компликации предизвикани од дијабетот. Така. Бидејќи во прилогот се спомена дека има повеќе видови на катаракта, ајде да ги објасниме малку, нели, она што е, предпоставам според, нели, како му доаѓа редот, според возраста, која што на некој начин може би кај некого порано, кај некого подоцна, па да ги објасниме за гледачите какви видови на катаракта постојат. И најчесто станува збор за старачка катаракта, катаракта што е карактеристична после 60 години. Меѓутоа, спомнавме веќе дека има заматување на леќа, односно катаракта предизвикана од различни други состојби на организамот. Една од причините рековме дијабетот, меѓутоа и многу други болести може да бидат причина за појава, например, на катаракта, например, нефролошките промени во организамот, односно болните што имаат проблем со бубрези или често се на дијализа, исто ни се чести пациенти, исто катарактата може да биде предизвикана и од траума, значи повреда на окото или некаков удар на окото лесно може да доведе до заматување на леќата и до појава на катаракта. Значи, како и да е, се работи за типови на катаракти, меѓутоа состојбата е иста. Заматена леќа и третманот е еден те исти, не може да биде третиран на никаков друг начин. Значи причините само се различни, меѓутоа промената е иста, изгледот на катарактата е различен, меѓутоа на крај се сведува на исто. Треба да биде направен оперативен захват кога ќе дојде правото време за тоа. За жал има и конгенитални катаракти, бебе се раѓа со катаракта. Причина за тоа е мајката која во бременост била изложена на дали на некакво дејство на вирус, бактерија или на некакво ионизирачко зрачење, значи бебе се јавува со конгенитална катаракта, се раѓа. На каков вирус се мисли, доктор Женја? Па најчесто за рубеола вирус станува збор. Така. И бебето се раѓа со катаракта, сега имаме кај овој тип на катаракти прогресивна и непрогресивен тип на катаракта. Обично овој тип на катаракти кај бебе кое се раѓа со конгенитална катаракта се непрогресивен тип на катаракти, односно има едно точкасто заматување на самата леќа кое воглавном некогаш и не смета на видот и таквото дете додека не дојде до некој период да биде систематски прегледано од офталмолог, може ако е некое почетно заматување, односно минимално заматување на леќата и да не ни знае дека има родителите да не ни знаат дека се работи за катаракта. Меѓутоа, за жал ако дејството на тој вирус или како и да е некоја причина делувала во текот на целата бременост, знае бебето да се роди, фала Богу за многу поретко, со комплетно заматена леќа, заради што детето
приметуваат родителите и во најраната возраст, не гледа, заради што и во ваков случај треба одмah да се пристапи кон оперативен захват на бебето, односно на малото дете, со цел да после тоа нормално се развива видот. Сега нели кажавме повеќе работи околу она што требаше како најава за катарактата, меѓутоа нели за да се дијагностицира, претпоставам дека кога ќе дојдат кај вас треба да се направи некој преглед со цел точно да се утврди дека станува збор за катаракта. За каков преглед станува збор? Дали е тоа оној основен преглед на окото што се испитува за да се утврди дека е тоа така, нели без оние симптоми веќе кои што на некој начин ќе ги почувствуваат, а како што кажавте може и да не почувствуваат понекогаш симптоми, а да се... Така е. Најчесто кога доаѓаат пациентите на преглед, секогаш макар и да дојде за обичено одредување на диоптер, треба да се направи преглед барем на предниот сегмент на окото со биомикроскоп или шпалт ламба и со прегледот на предниот сегмент на окото често пати, мислам, секогаш треба да се дијагностицира ако има заматување на леќата, да му биде кажано на пациентот. Сега многу е важно, ќе напоменам, да секогаш треба да се внимава да не се направи забуна измеѓу почетно заматување на леќата, односно појава на катаракта и склероза на леќата. Едно е склероза предизвикана од староста, значи тогаш леќата го губи тој природен сјај, значи има еден кафен кастоцијај и многу е важно да не се помеша со дијагнозата катаракта. Така. Исто така многу е важно да спомнеме дека посебно кај овие старачките катаракти, обично тоа се возрастни луѓе кај кои освен катарактата знае да постои друго заболување во окото, заради што треба да биде направен комплетен преглед на окото, посебно кога пациентот доаѓа конкретно за операција на катарактата. Кај овие пациенти често пати постојат и дегенеративни промени во задниот дел од окото, често пати постои и очен притисок. Често пати пациентот не е ни свесен за сето тоа. Значи постојат и цел низ на болести, освен што постои катаракта. Затоа треба внимателно да се прегледа, внимателно да се објасни на пациентот да биде претходно предупреден, дека можеби со операција на катаракта нема да постигне 100% вид како што имал некогаш во млади години, затоа што едноставно тоа око и самите години и возраста и сето тоа придонело да веќе тоа око не може да биде и после операција да гледа како што гледал кога бил млад. Меѓутоа се зависи од случај за случај. Така, индивидуално. Индивидуално, како и да е, кога пациентот доаѓа на преглед, треба да се прегледа комплетно целото око, поготово кога доаѓа за оперативен захват. Така. И сега кажавте дека треба да се почека па да се види ако навистина веќе прави проблем и не може како да кажам, да функционира во секојдневието, да му смета нели во нас се што го работи, тогаш веќе мора да се примени нели хируршки. Така е, нема потреба да се чека, нема потреба да се чека заради тоа што не решаваме ништо со тоа чекање, него само може да дојде до потежок стадиум на заматеност на леќата и со тоа да му се отежни нормално функционирање. Така. И во прилогот се спомна мал и голем рез. Што би значило тоа? Кога се применува помалиот рез, кога поголемиот? Вака сега, мал рез подразбира рез од 2 мм. Тоа популарно е наречено кај народот ласерско оперирање на катаракта. Значи, меѓутоа се работи за факоемулзификација, односно операција на катаракта со факоемулзификација или со ултразвук. Резот е 2 мм и после самата операција при која се става анестезија само со капки, пациентот нема некоја посебна обврска на чување, затоа што тие 2 мм многу брзо заздравуваат и често пати се враќа за неколку денови на нормалните секојдневни обврски, единствено што е обврзан да става 1 месец капки антибиотик во окото што е оперирано. Додека операција што рековме со поголем рез се работи за рез од 5 мм, некогаш и постои индикација за овој тип на операција, во последно време се поретко заради тоа што се надевам пациентите доаѓаат и понавреме за операција на катаракта кога не е презреано пердето, затоа што индикација за овој тип на операција од поголем рез од 5 мм има кај катаракти што се претерано зрели, поготово кај тие морганијана катаракти, така наречени морганијани катаракти, каде што пациентот премногу чекал, дошло до млечно разводенување на самата катаракта,
а самото јадро се спуштило доле во таа капсуларна кесичка и во тој случај, во тие поретки случаи во денешно време, значи може да се применува како побезбеден и овој тип на операција на катаракта и во тој случај бара заздравување од обично околу 1 месец, односно во тој 1 месец треба пациентот да се припреми да не дига тешко, кашла силно, кива и така натака. Меѓутоа капките треба и во едниот и во другиот случај да бидат ставани околу 1 месец. Така, значи има улога кога е, како да кажам, навреме или истретирана со помал рез и има разлика кога е со поголем рез во однос на закрепнувањето и заздравувањето на окото. Претпоставам дека многу често, колкава е честотата во однос на појавата, дали има, како да кажам, разлика во однос на порано, бидејќи секогаш кога говориме за сите проблеми, некако се вели, се зголемува бројот и така натаму, и кои се оние други фактори кои што влијаат, например, врз добивањето на старачка катаракта? Еве, например, ние денес, нашиве генерации, ајде и како, може би малку повеќе, меѓутоа, овие деца сега што се изложени многу повеќе на сите овие телефони, компјутери и така натаму, колку тоа има влијание врз појавата, да кажеме, катарактата да почне да се појавува и на помлада возраст? Стилот на живот, начинот на живот ни одредува и какви резултати ќе има на нашето здравје во повозрастните години, со тоа што секако поради начинот на кој живееме во денешно време, сите овие болести кои порано биле специфични за возрастни луѓе после 60-та година, сега некако границата се поместува на пораната возраст, да не кажам после 50-та година, па дури и порано. Се разбира дека мора, еве, апелирам до сите што не гледаат, да водиме внимание уште за нашето здравје, уште додека еве и помладите гледачи што не гледаат да водат внимание уште од сега, да не рачуна дека секогаш ќе бидеме здрави, до животно сме ние такви какви што сме сега. Се плаќа данокот на тоа што не сме внимавале на млади години, се плаќа со текот на годините. Например, преголема изложеност на било каков тип на зрачење, значи не користење на очила за сонце, еве доаѓа лето. Многу често тоа се напоменува дека навистина очилата за сонце како заштитуваат од многу, меѓутоа многу тоа не го сваќаат за сериозно. Па не го сваќаат, еве до ден денес не можам да се набедам со пациентите што доаѓаат, посебно повозрастните, дека не се работи за мода, туку се работи за здравје. Кога се треба да се користат очила за сонце. Не е само катарактата, имаме и пострашни заболувања предизвикани од не носење на очила за сонце во тек на животот. Значи, зрачењето од УВ зраците има кумулативно дејство на организамот, па и на очите. Тоа значи дека ако не носеле во тек на животот зраците што делувале штетно на кожата, на очите, значи се кумулираат со секоја додадена година. И на крајот, после некоја одредена возраст, да не кажам после 60-та или после 50-та, веќе доаѓаат промени што се предизвикани, што некој од нас не носел очила за сонце на време. Се поопасни и почести се тие заболувања што се предизвикани од негрижата за здравјето на очите на помлади години, така да имаме денеска и доста пациенти што имаат макуларна дегенерација, што е многу поопасно заболување, односно заболување кај кое нема адекватно лекување, се лекува со апликација на одреден лек внатре во стаклесто тело, меѓутоа тоа лекување не ни ги дава очекуваните резултати заради тоа што се работи за една промена во самото ткиво, атрофија на самото ткиво, кое на некој начин не може да биде така лесно истретирано за да добиеме резултати какви што би сакале. Затоа еве апелирам до сите што не слушаат да дефинитивно си земат квалитетни очила за сонце да си ги користат секогаш кога излегуваат надвор. Ете, тука е време јас да ги поздравам нашите помагатели кои што еве на некој начин и со ова што ќе го кажам, порака е до сите, значи да практикувате физичка активност. Fit One се наши поддржувачи и помагатели на емисијата Ваш термин. Може од режија да го пуштат нивното лого, значи сите оние кои што се заинтересирани и нудат многу, како да кажам, интересни вежби за
нели за да имаме ние подобро здравје и физичка активност, значи нудат степ аеробик, фит аеробик, но јога и она што тие први го воведоа, тоа е зумба фитнес, од кој што е интересна една дисциплина за вежбање и со музика е навистина. Мислам дека секој што ќе појде таму и ќе проба, ќе види, ќе посака повторно да биде дел од тој тим, па за сите оние кои што не следат, може да ги посетат локациите на Fit One, да видат што ќе на нив им одговара и да почнат да практикуваат физичка активност, а не само вежбањето. И за да имаме добро здравје, не само денес имаме тема за очите, меѓутоа за целокупното наше здравје и како е потребна физичка активност, па затоа колку што можете повеќе практикувајте, а во секојдневието ќе се сложите со мене, доктор Жанина, физичката активност, можеби сега не знам колку за очите тоа има улога, меѓутоа за нашето целокупно здравје и како има улога, па барем ако не друго и да пешачиме колку можеме повеќе, да бидејќи повеќето можеби од нас имаат работа која што е поврзана со седење, статична работа, ако е така, тогаш наистина е потребно повеќе се движиме. Водењето на здрав живот, во кој спаѓа и моментот што сега го спомнавте, делува на целокупното здравје. Ако е организамот здрав, тогаш се и очите здрави, ние се чувствуваме поведри, порелаксирани, така да се на се треба уште еднаш да спомнеме дека се што не прави да се чувствуваме подобро, посреќни, поздрави, треба да го практикуваме и да не оставаме за некогаш, него секој ден да некако од наша страна барем придонесеме да си делуваме, да здравјето си го задржиме што подолго да ни биде добро. Так. Кога станува збор за катарактата, малку да се навратиме, кажавме дека оперативниот зафат не е нешто што е тешко, не се останува, се прави тоа и се оди дома, не се останува никако во денешниот современ начин на оперирање. Опоравувањето е дома. Опоравувањето е дома, операцијата секогаш се прави амбулански, така би требало. Така. И се задржува нормално околу саат-два. Значи, самиот оперативен третман трае релативно кратко, до 10 минути. Анестезијата е често со капки, некогаш и локално се аплицира анестетик. Меѓутоа, како и да е, пациентите воопшто не треба да се плашат, поготово кога се во раците на добар оператор, заради тоа што ако окото е здраво, 100% се регенерира, односно се враќа видот како што бил. Така. Така да добрата операција гарантира и одличен вид. Доктор Жанина, обично катарактата се јавува при не едно толку, така? Секогаш предњачи едното око. Меѓутоа, ако се појави едното, претпоставам дека другото често исто пати така. се јавува на двете очи во исто време, секогаш на едното е за нијанса понапреднато према другото, затоа што јас секогаш викам тоа е еден те ист организам. Тие очи, тие две очи се дел од тој истиот организам, ако таа нокса придонела се јави катаракта на едното. Така, тогаш и неизбежно логично е да има и на другото, да. Ајде имаме некаде при крајот и гледач. Добро вечер, кој е на линија? Повелете, ве слушаме. Поздрав до докторката и до вас. Благодариме. Една молба за стариот мој се работит. Така. Има предно и задно перде, односно позади задното перде оштетена му е нешто, насобрано е вода, едно друго нешто тоа. Колку години има вашиот татко? 85 некаде. Така да во суштина ни рекоја на 3 пати инекција да примит, па после да се оперисат, односно не ни дадоја добар одговор за дали ќе гледат или не. Значи, сакате да знаете дали ќе има успех. Така. Добро, еве, од она што слушна доктор Жанина, што можеш да кажеш? Вака, значи прво нема предно и задно перде, има заматување на леќата и тоа е пердето за кое зборуваме. А има конкретно случајов што сега го слушнавме и јас веќе го начнав како проблем во текот на нашата дискусија. Значи се работи кај еден повозрасен човек од 85 години, кај кој освен катаракта има уште еден додатен проблем, предизвикан од годините, од старењето. Тоа е таа макуларна дегенерација, пошто ја има во две форми, кај конкретниот случај се работи за влажна форма, заради што и постои на некој начин
начин да се третира со тие со апликација на тие инекции директно кај што е проблемот и меѓутоа пердето од своја страна си е додатен проблем, инекциите се проблем што е терапија за другиот проблем, биле ставани инекции, сега има и перде, треба да се оперира пердето, препорачувам во секој случај да биде трнато тоа перде, заради што и состојбата во задниот дел од окото ќе биде полесна за преглед, односно ќе имаме една чиста ситуација да видиме како напредува тој процес позади. Сега, резултатот и ефектот ќе биде толку колку што смета пердето како перде. Тој проблем што е позади дефинитивно ќе смета на видот. Меѓутоа во секој случај треба два проблеми да се решат. Во секој случај треба да биде оперирано пердето и тоа да не се чека ако е во фаза за операција. Се надевам дека ќе ве послушаат. Ајде да слушнеме кој е следен на линија. Добро вечер, повелете. Ало, добар ден, едно прашање. Вака, мајка ми правеше операција во четвртокот на катаракта. Така. Сега, се уште гледа скроз замаглено на тоа око, само како сенки, бранови, некој кажува, дали е тоа се нормално или? Ако е во четвртокот оперирана, денеска сме понеделник и нормално е да биде заматено, би требало секој ден да приметува како и се разбиструва полека, така да не се секирате. Треба да се јавите кај доктор што е оперирал од прилика. Среда има точно закажано преглед. Да, треба да се јави на контрола. Докторот ќе ви даде насоки за понатака, меѓутоа првично не треба да се секирате заради тоа што некогаш е нормално одма после операција наредните неколку дена да има замаглен вид, со тоа што нормално дека ќе се подобрува како заздравува раната и така се и стабилизира. не спомнавме околу тоа дека може да се случи така нешто. Да, во почеток може да има благодариме што се јавите во секој случај. И тоа не е ништо страшно, така да. Значи колку време може тоа да трае, да се надобрзне? Кај секој индивидуално, меѓутоа полека е од прилика за недела дена, 10 дена, некогаш и до месец дена додека како што кажавме зависи од додека не се добие она комплетно како што треба да биде видот. Значи има процес на заздравување. Тоа е нормален процес. Треба да помине период за да се работи за во нормална што треба видот, малку да му дадиме. А тук претпоставам дека кога ќе се направи ваква операција, ме интересира да прашам само дали треба да се избегнува ако е лето сончева светлина, се разбира, или да се избегнува вака поголема светлина и од Па се разбира, јас секогаш им викам на пациентите да Има ли улога тоа, би штетело ли нешто? Не толку да штети на операцијата, колку што може да штети на чувството на пациентот и секогаш вообичаено им кажувам сегогаш да се владеат по тоа како се чувствуваат. Ако нема му е пријатно во момент да не носи или да носи, нека се владее према неговото чувство. Како и да е, треба еден месец барем малку да повнимава од се што може да иритира. Ајде да слушнеме кој се јава. Добро вечер, повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Ја имам едно прашање. Левото око ми имам на ретината крварење и окото ми покажува сенка. Што треба да направам на тоа? Крварењата се предизвикани од диабет, од некоја друга болест? Не, од други капки погрешни употреби, јас си го расипав окото. Значи од капки не може да се предизвика крварење. Во окото мора да има некоја озбилна причина што довела. Ако се работи за длабинско крварење на ретината како што вие зборувате, капки не може да бидат провокатор на таков тип на крварење. Добро, не е битно, има ли некој лек за тоа? Значи прво треба да се направи добар преглед и да се види главната причина што придонела до тоа крварење. Овој лек за кој збореше и претходниот гледач, значи Авастин или Леа, зависи што ќе биде препорачано од самиот доктор, обично се дава кај пациенти кои имаат крварење конкретно, например, предизвикани од диабет во некој почетен стадиум. Така да, конкретно во вашиот случај треба да се види што било причината за тоа крварење. Не дефинитивно причината крварење од погрешни капки. Ќе кажам ја што е погрешни капки стави за заби наместо за око. Стави за заби капки и го изгоре окото. Ето тоа е проблемот. После ми кажа дека имам крварење на ретината. Ето тоа е проблемот. Ви препорача ли таму што да користите, што ви препорача како терапија?
Па ништо ми го прегледа окото, капки ми дадува, го залепија така и од тогаш почнам слабо да гледам со тоа. Значи, во ваков случај како вашиот, навистина без да направам преглед, не можам да дадам точен одговор. Во секој Добро, случај. благодарам. Јас бев кај вас земав ночери пред 15-20 дена. Добро? Ама не ми текна да прашам за ова. Епа еве може да веќе кога ако сте знаете земале каде научери, можете да. Дојдете да го снимиме длабински окото за да видиме конкретно за што се работи за ова сега што го збориме. Така да очилата користете ги, меѓутоа или ако имате веќе резултат на слика на ретината, ве молам еве да го донесете деновиве. Добро. Еве Добро, се благодарам. надевам дека ќе ја послушате доктор Жанина, со оглед на тоа што веќе сте биле и знаете каде да најдете, ќе можете повторно да се обратите кај неа, па за да точно утврди што е проблем со она крварење за кое што говорите. Доктор Жанина, немаме уште многу време. Многу пати сум слушнала дека вирусот на токсоплазма може да предизвика проблеми со видот. Па исто ова сега до сега што го зборуваме, токсоплазмата исто е токсична и за промени што ги спомнавме веќе за окото, да. Така да комплетно кажано, значи вируси, бактерии, општа состојба на организамот, тетанус, значи сето тоа е нешто што може да даде одраз и врз состојбата на окото. Како и да е, значи еве апелирам до сите што не слушаат, при крај сме на самата емисија, да си ги чуваат очите уште кога немаат проблеми, заради тоа што како што има една изрека, чувај го нештото вредно колку што е вредно окото што го имаме. Чувајте ги очите, не ги занемерувајте, заради тоа што кога ќе го изгубиме видот, тогаш цениме што сме имали, како сме имале. Една од состојбите на окото што исто е многу деликатна и што за жал не се третира е состојбата со како често пати ни доаѓаат пациенти со таква проблематика и често пати знаат да кажат прв пат слушам дека постои инфаркт на око. Значи значи да спомнам тука да не само окото да биде контролирано комплетно и општата состојба на организамот. Кога се грижите за вашето општо здравје, воедно се грижите и за вашето око. Затоа додека сте здрави, чувајте го здравјето, заради тоа што тоа е нешто што највредно е. Так, и воопшто, како што кажавме, да немаат некакви проблеми со окото, треба да посетат нели офталмолог, чисто да направат еден преглед. Еднаш годишно и да немаат никаков проблем, треба еднаш годишно, сега да не начнуваме теми што се исто доста обсежни, меѓутоа мора да се контролира и очниот притисок, што е исто болест која е многу опасна и една доста опширна тема за која се надевам во скоро време ќе зборуваме. Така да после 40 години тогаш почнува да се појавува и таа презбиопија, односно потреба од очила за гледање на блиску. И ако не сте оделе, не сте имале проблем до 40-та година, после 40-та година се препорачува еднаш годишно да се прави преглед на окото. Доктор Жанина, ти благодарам за денес. Секогаш нели катарактата е, како да кажам, една од најзастапените проблематики кога станува збор за очите, меѓутоа како што кажавте, не е само тоа, има и многу други проблеми за кои што се надевам во некоја следна прилика ќе говориме. Ти благодарам уште еднаш, нели соработката останува со визија, па се надевам во некое следно издание, еве зошто да не проговориме за очниот притисок, како што кажавте, и како представува голем проблем, пак и можеби иницијатор за други поголеми проблеми кај очите. Ви благодарам што ме викнавте, ви стојам на располагање за секоја тема што еве може да делува позитивно кај сите што не гледаат, па се гледаме на наскоро. Так, се надевам. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека и ве со сето она што го разговаравме во денешната емисија, барем малку ете ќе делуваме за да, ако ништо друго и да немате некаков проблем, да посетите офталмолог, како што кажавме, бидејќи преку прегледот на окото и како може да се види целокупната здравствена состојба на вашиот организам. Ве оставам во убаво расположение, почитувани мои, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.